Гледате вестите на Сител. Во студиото со вас Маријан Николовски. Попладнени вести во 16 денеска гледаме. Спасувачка драма во Охридското езеро. Ветрот искршил едрилица, езерската полиција спасила 4 патници. И партијата на пензионерите ја напушта коалицијата на СДСМ. Повеќе и верување на власта во напорите за подобар пензионерски стандард. Мој термин ќе добие нов систем. Алиу верува дека ќе создаде процес за добар здравствен протокол за лекување. Повредени и приведени во синоќешните студентски протести во Белград. Вучиќ употреби сила. Овие вести детали за најавите како ќе функционира мој термин во здравството во еднина. Добар ден, останете овде, почнуваме веднаш. Новиот министер за здравство амбициозно најавува дека ќе успее да воспостави систем во актуелниот мој термин со кој ќе овозможи поквалитетно здравство. Како тоа би функционирало, што ќе значи за пациентите, Александар Динев. Да, новиот министер здравството најпрвен ќе го опорава информатички. Најави креирање на нов систем во актуелниот мој термин, кој ќе содржи јасно прецизирани протоколи, кои здравствени услуги треба да ги добие пациентот кај матичниот лекар. Потоа, кои диагностички процедури и испитувања треба да ги направи специјалистот, односно специјалистите на секундарно ниво во болниците и поликлиниките и кога пациентот треба да се испрати на клинички. Во спротивно, системот нема да дозволи креирање на упат за терциерно ниво. Деталите ги гледаме во продолжение. Ако матичните или специјалистите во болниците и поликлиниките не ги направат потребните испитувања, нема да можат да ги пратат пациентите на клинички. Азир Алиу информатичките вештини ќе ги применува во здравството. Тој најави нов систем поврзан со мој термин, кој ќе содржи прецизно дефинирани протоколи, како да се одвива лекувањето од примарно преку секундарно до терциерно ниво, бидејќи првичните анализи покажале дека 70% од пациентите директно се праќале на клиника. Според министерот, системот нема да дозволи креирање на упати доколку претходно не се направени потребните диагностички процедури, а ќе се евидентира и кој доктор како и колку работи. Системот нема да му даде можност со тоа што ќе има ние како IT рековме црвено бутонче, каде што самиот лекар, без разлика дека не ги поминува сите здравствени патеки, индикатори, он може да го пренасочи кон терцијално здравство, така да он ќе добива поени колку пациенти на месечно ниво фактички праќа на терцијално здравство без да ги помине сите чекори во системот. Тоа ќе значи дека ќе имаме јасни индикатори за секој доктор во државата, дали услугите што треба да ги нуди во примарно и терцијално ги нуди или само прави редирект на пациентите од примарно на терцијално. Сите овие податоци јавно ќе бидат достапни на веб страницата на Министерството. На овој начин ќе се обезбедат прецизни податоци колку кадар има во јавното здравство и со каква опрема располагаат болниците и клиниките. Алиу им дал обврска и на директорите секој месец да му доставуваат извештаи што сработеле. И јас како министер пред вас и пред граѓаните давам отчет, ќе мора и ќе треба секој директор исто така да дава отчет. Јас барам од сите директори, имавме средба, на месечно ниво да поднесуваат извештај со сработеното и со активностите за наредниот месец, за да може да компарираме кои активности се завршени, кои активности ги чекаме наредниот месец, се со цел да помогнеме таму кај што има потреба институционално да се помага. Сите граѓани кои имаат забелешки, предлози или некаков проблем во здравството, секој петок може да му ги соопштат на министерот, но претходно треба да закажат термин преку алатката Отворен кабинет на интернет страницата на Министерството. Но Алиу рече дека првите 15 термини веќе биле резервирани. Александар Динев, Сител телевизија. Следната учебна година ќе биде прва во која учениците нема да имаат печатени свидетелства. МОН најави само електронска верзија за успехот на учениците.
Наместо свидетелство во печатена форма, од идната година годишниот успех на учениците ќе може да се следи само електронски. Не една година од водењето на Министерството, министерката Јаневска најавува дека кога масовно ќе се пушти новиот надграден електронски дневник, нема да се трошат пари за печатање на свидетелствата, освен за учениците кои ќе аплицираат за учење во странство. Надградената форма на електронскиот дневник предвидено е училиштата преку нивните системи да ги поврзат сите документи кои што ќе им бидат потребни за да може да се запише ученикот. Искрено се надевам дека тој процес ќе успееме да го решиме за една година, затоа што всушност поврзувањето на електронскиот дневник со училиштата се уште во овој момент го тестираме. Тој е пуштен низ цела Македонија и во овој момент немаме никаков проблем, затоа следната година кога ќе се видиме овој проблем ќе го нема. Испрати порака и до наставниците и до учениците, заеднички да се подобри знаењето за да нема лоши резултати на крајните тестирања. Според Јаневска, во тек се постапките за набавка и печатање на учебниците кои ќе се користат од септември, вклучително и оние по странски јазици кои не достигаа 6 години. По однос на инфраструктурните инвестиции, последнава година биле вложени 2 милиарди денари за нови 7 училишта, 20 објекти се реконструирани, а се градели уште 4 нови спортски сали. Продолжува реконструкцијата на двата студентски дома во Скопје. А за една година владење, Јаневска и владата добија единица од СДСМ. Од партијата реагираат дека образованието на работ на целосен колапс, а системот девалвиран. Дополнително министерката донесува закони без јавна дебата и без вклучување на засегнатите страни. Лицитира со бројки колку наставници ќе останат без работа, без понудени решенија. Трансформира работни односи по партиски клуч. Наместо квалитет, хаос. Наместо реформи, притисок и незнаење. Оваа образовна политика не заслужува пофалба, туку итна интервенција и одговорност. И оваа година уписите во средните училишта се вршат електронски и со физичко носење на документите во училиштата, бидејќи според министерката не сите имале пристап до е-формата на пријавување. Според министерството, близу 17.000 ученици годинава се запишани во средни училишта со првиот уписен рок. Утре пак учениците ќе може да се пријават и на вториот уписен рок за слободните места кои што се останати во сите училишта. Ивана Соколовиќ најдова, Сител телевизија. И партијата на пензионерите ја напушта коалицијата на СДСМ. Повеќе и верување на власта во напорите за подобар пензионерски стандард. Втор конгрес на Знам. Димитриевски уверен во растот на партијата. И партијата на пензионерите ја напушти коалицијата на СДСМ, сметаат дека актуелната власт ја омозвожила добри услови на пензионерите, поради што тие немаат потреба да бидат опозиција. Ова е втора партија во рок од една недела што ја напушта коалицијата, откако тоа го стори и Дом. По Дом и партијата на пензионерите официјално ја напушта коалицијата на СДСМ. Социјалдемократите неколку месеци пред локалните избори се соочуваат со проблем да ги задржат помалите, но традиционални партнери на своја страна. Председателот на партијата на пензионерите Николовски вели дека одлуката била неминовна, бидејќи такво било расположението на членството. Дополнително во вторник ќе биде донесена и официјална одлука. Оваа партија да влезе во преговори со владеачката ВМРО ДПМН за предстојните локални избори. Николовски веќе му е соопштил одлуката на Филипче. Му кажав како е расположението на пензионерите, особено што актуелната власт ова последното усогласување на пензиите 2 пати по 2500, ние имаме прв пат во историјата процентот на минималната пензија во однос на минималната плата да биде над 70% и процентот на просечна пензија во однос на просечната плата над 60%, а тоа е зашто партијата на пензионери се подолго залагаше. Актуелната власт ги има најголемиот дел од пензионерите на своја страна. Така да ние како партија треба да бидеме со власт. Али тоа не значи дека сме привезок нити на
на ВМРО, нити не СДСМ. Во разговорите со ВМРО ДПМН, пензионерите бараат советници во повеќе општини, потоа кандидат за градоначалник во Карбинци, но и членство во управни одбори на локално и на централно ниво. За Николовски е важно партијата на пензионерите да добие места во управните одбори во ПИОМ и ФЗО. Од СДСМ засега не признаваат дека имаат проблем во коалицијата. Секоја партија носи одлуки врз база на сопствени проценки, иако сметаме дека ваквата одлука долгорочно ќе се покаже како погрешна за партијата на пензионерите. Традиционалната коалиција предводена од СДСМ продолжува со соработка. Разговараме и за потенцијално нови коалициски партнери, заедно ќе ги понудиме најдобрите решенија за граѓаните на локалните избори. Велат од Бихачка. Идентичен одговор СДСМ даде и предходно кога и Дом објави дека излегува од коалицијата. Преку соопштение Дом објавија дека се работи за принципиелен чекор за заштита на интегритетот на партијата. За локалните избори најавија коалиција за зелена иднина, отворена платформа за идеи и поддршка на автентични локални кандидати од граѓаните за граѓаните. Сличен концепт најавија и од ЛДП на Зајкова. Иако формално одлуката не е донесена, на локалните избори одат самостојно, а не е исклучено да соработуваат со граѓански независни кандидати за градоначалници и советнички листи. Катерина Нешкова, Сител телевизија. Максим Димитриевски реизбран за председател на ЗНАМ на денешниот втор конгрес. Уверен е дека партијата ќе расте. И над 420 делегати кои што денеска присуствуваа на вториот изборен конгрес на партијата и ми ја дадоа довербата во следните 4 години да ја предводам оваа нова, но сериозна политичка партија која што ден во ден се шири на македонскиот политички простор. Очекувам победа на сите кандидати на ЗНАМ во сите општини каде што ќе имаме своји кандидати, бидејќи ќе излеземе со најдобрите понуди. Ако не повеќе, ЗНАМ може да се пофали дека знае успешно да менаџира со своите кадри во локалните самоуправи каде што менаџира. Актуелни се во моментот и течат разговорите со нашиот партнер од ВМРО ДПМН. Верувам дека ќе биде постигнат тој договор. Се уште немаме разговарано за взаемна поддршка. Сметам дека соработката со ВЛЕН оди во една позитивна насока, но сепак ние владината програма и партиципацијата наша во овие избори и усогласиме со најголемиот владин партнер, а тоа е ВМРО ДПМН. Времениот градоначалник на Кочани смета дека требало да има и морална политичка одговорност за трагедијата. Тројца повредени, се уште на лекување во странство. Спасувачка драма во Охридското езеро. Ветрот искрши едрилица, езерската полиција спаси 4 патници. Времениот градоначалник на Кочани смета дека е потребна морална политичка одговорност за трагедијата. Во меѓувреме роднини на загинатите бараат правда, а тројца од повредените во пожарот во Кочани се уште се на лекување во странство. Морална одговорност требаше да има од највисоките политички кругови за најголемата трагедија во Македонија, веде градоначалникот на Кочани Венко Крстевски во интервју за Радио Слободна Европа. Вели дека доколку министерот за внатрешни работи си поднел оставка од морални причини, ќе дал позитивен политички пример. Го повика премиерот Мицкоски да отиде во Кочани, бидејќи само со помош на централната власт може да се издигне повторно градот. Во ова ситуација конкретно министерот за внатрешни работи, јас не велам дека негова е одговорноста да се правно формално, меѓутоа тој и текако има одговорност како една година министер, најмалку од се да биде позитивен политички пример. Крстевски вели дека нема доверба во судскиот систем, бидејќи низ примерите во минатото. Дел од судиите се наклонети кон политичко влијание, но вели јавноста будно ќе го следи целиот судски процес, за да нема простор за било какви влијанија. Во меѓувреме на вчерашниот марш на ангелите во Кочани, семејствата на загинатите повторно изјавија дека не се задоволни од обвинението, во кое се опфатени само 34 лица за трагедијата. Побара од судиите да судат фер за смртта на нивните најблиски. И судиите, еден апел до нив, криво нека седат, право нека судат. Оти они не се тие што треба да на некој маката ја злоупотребуваат и да се нервират некој од нив и да умират секој ден. Ако мислат дека дома ќе носат крвави пари и мртви пари со нашите деца, нека мислат. А има од озгоре кој ќе им пресуди на нив. Па се нека седат, нека размислуваат дома. 5 пати нека мислат, еднаш нека се.
За рехабилитацијата на повредените од пожарот, министерот за здравство информираше дека третманите на првата група која на Пониква се при крај, а на средината на јули ќе продолжи на рехабилитација и втората група на повредени. Таму младите сакат да продолжат и понатаму. Имаме барање од некој од нив за да можат и со втората група, ако има место да продолжат. Втората група ќе биде најверојатно втората половина од наредниот месец, бидејќи сакаме после завршувањето на првата група 2-3 дена да имаме наши состаноци, да видиме што може да се подобри од таа програма што во моментот оди таму. Тројца од повредените во пожарот во Кочани се уште се на лекување во странство, а нивната здравствена состојба е стабилна, соопшти Алију. Тамара Дичевска, Сител телевизија. Граничната езерска полиција во Охрид синоќа спасила 4 лица, откако поради силен ветер се превртела едрилица со која тие пловеле. Вистинска драма во длабочините на Охридското езеро. Полицијата излече 4 лица од Охрид и ги спаси од можна трагедија. Инцидентот се случил откако поради силниот ветер и брановите дошло до кршење на крмениот лист, пошто лицето кое управувало со пловилото изгубило контрола. Во текот на вчерашниот ден, имено во 19:30 часот, во езерската полиција во Охрид пријавено е дека неколку лица од пловен објект кој што бил во водите на Охридското езеро на околу 2,5 километри од езерскиот брег бараат помош. Веднаш по добивањето на пријавата, полициски службеници со службен глисер итно се упатиле кон посочената локација, каде се забележани 4 лица на едрилица кои извикувале и барале помош. Полициските службеници ги превзеле сите неопходни мерки, лицата безбедно се пренесени во полициската станица кај каналот Студенчиста, а исто така безбедно е излечена и едрилицата, на која поради лошите временски услови со силен ветар и бранови дошло до кршење на кармениот лист, пошто лицето кое ја управувало едрилицата изгубило контрола врз пловниот објект. Охријаните на едрилицата гласно барале помош. Како резултат на брзата интервенција на граничната полиција, спасените лица се извлечени без повреди, а ситуацијата е ставена под контрола. Езерската полиција во континуитет презема контролни и други активности со цел безбедноста на вода да биде на високо ниво, безбедноста на вода да биде стабилна и поволна и се разбира и ова лето да помине без несакани инциденти во езерските води. Од полицијата уште еднаш апелираат до сите граѓани и туристи да внимаваат при користење на пловните објекти и да ги следат временските услови, особено кога се работи за едрилици и други пловила без моторен погон. Нина Аритоновска, Сител телевизија. Брод ќе добие дневен центар за деца со посебни потреби. Општината е на прво место по бројот на згрижувачки семејства. Дарко Штановски. Македонски Брод наскоро ќе добие дневен центар за деца со посебни потреби. Општината е на прво место во Македонија по глава на жител според бројот на згрижувачки семејства, каде најголем дел од тие деца се со посебни потреби. Отворањето на овој дневен центар ќе има огромна улога за помош на овие семејства, но и ќе биде место каде што децата од страна на стручни лица ќе бидат учени на основните животни вештини. Центарот ќе има капацитет да прими 24 лица распоредени во 2 смени. Овај проект е произлезен директно од нашите граѓани, затоа што нашата општина по глава на жител има најголем број на згрижувачки семејства, особено на дечина со посебни потреби, покрај што определен број на дечина што се со процесот на инклузија се во редовниот процес на образование. Другиот дел на дечина кој не може да ги користат тие услуги е неминовна потребата од дневен центар во градскиот дел, односно во општина Македонски Брод. Можеме да се пофалиме дека имаме искуство во овај дел, затоа што еднедневен центар имаме во селото Манастирец, сега е неминовна потребата од дневен центар во градскиот дел, затоа што бројот на дечина згрижени во згрижувачки семејства е доста голем. Според планот, во центарот треба да се вработат и 5 стручни лица, кои што ќе работат со овие деца. Секој од нив би престојувало тука според неговиот степен на развој. Локацијата е многу добра, има пристапни патишта во централно градско подрачје. Сметам дека бенефит би имале пред се децата, а исто така и згрижувачките семејства. Тоа значи дека ние како општина големо внимание обрнуваме за развој на социјалните услуги.
Согласно капацитетот на самите дечиња, нели стручниот тим би го проценил тоа, би направил проценки, согласно проценката, согласно можностите на самото дете, би било во определен период во дневниот центар, каде што согласно неговите потреби ќе совладува определени вештини. Тоа значи дека процесот на згрижување го подигнуваме на едно многу повисоко ниво. Отварањето на дневниот центар ќе биде и дополнителен мотив и стимул повеќе семејства од овој град да згрижат деца со посебни потреби. За Сител, Дарко Штарговски. Земјоделците ја поздравуваат кампањата за купување македонски земјоделски производи. Представниците од Сдруженијата се надеваат дека ваквите кампањи, заедно со новите мерки за поддршка на земјоделството, ќе придонесат за поголем развој на македонскиот аграр. Зоран Ѓорѓиев. Новата владина кампања "Купувајте македонски земјоделски производи" е важен чекор за поттикнување на домашното производство, сметаат представниците од земјоделските здруженија. За нив, ваквите иницијативи имаат потенцијал да влијаат и директно и индиректно врз големувањето на производството на локалните земјоделски производи. Председателот на подсекторската група за градинарство Драѓе Памуков вели дека поддршката на локалното производство е поддршка на целото општество. Доколку е развиена свеста на граѓаните да купуваат македонско производи, потош, ајде сега да збориме од месо, млеко, млечни производи и градинарски производи, това значи дека индиректно граѓаните на Република Македонија ни помагаат на нас земјоделците. Мада не само индиректно, и директно. Тоа се ситуација каде што партнерство треба со потрошувачите и производителите да бидеме на некој начин партнери кои они со тој слоган ќе купуваат наши производи, а ние ќе ни возвраќаме со здрава еколошка храна. И покрај тоа што најголемиот дел од македонското производство е наменет за извоз, ваквата кампања може да значи одредено олеснување на пласманот, смета Памуков. Тој додава дека на овој начин граѓаните имаат можност и да добијат јасна слика за тоа што купуваат и од каде потекнува храната што ја ставаат на својата трпеза. Најбитно е граѓаните да знаат што купуваат, од каде доаѓаат, од кој регион доаѓаат од Македонија, нема да биде увозно. Кампањата "Купувајте македонски земјоделски производи" има за цел да ја подигне свеста кај потрошувачите за значењето на купувањето производи со домашно потекло. Со тоа се очекува индиректно да се поттикне развојот на руралните средини и да се обезбеди поголема стабилност за земјоделците. Представниците од земјоделските здруженија се надеваат дека ваквите кампањи заедно со новите мерки за поддршка на земјоделството, што неодамна ги објави ресорното министерство, ќе дадат резултат и ќе придонесат за поголем развој на македонскиот аграр, како и за мотивација на младите земјоделци да останат и работат во оваа гранка. Зоран Ѓорѓиев за Сител телевизија. Период и безбедноста во сообраќајот, за полициските контроли и ефектите, зошто македонските возачи тешко ги менуваат навиките, патиштата и безбедноста, јавниот сообраќај како алтернатива, како до помалку жртви во сообраќајот. Тема на денот со Игор Митревски, аналитичар за безбедност во сообраќајот.